Во една прилика изјавивте, граѓаните бараат правда, бараат владење на правото, бараат еднаквост пред законот и ние мора тоа да им го овозможиме. Што прави по-конкретно владата за да им овозможи на граѓаните владење на правото и еднаквост пред законот? Кога станува збор за легислатива, заради тоа што во тој дел е обврска на владата, ние по сите параметри имаме добри законски решенија. Оно што недостига е нивната правилна имплементација. И со право граѓаните реагираат. Во овој дел најмногу, за жал, забелешките одат на адреса на правосудниот систем. И мене ми е многу жал што таа надеж која што сите ние имавме со создавањето на специјалното јавно обвинителство едноставно се сруши и ги уништи надежите на граѓаните дека брзо може да се дојде до правда и до правични одлуки спрема оние кои што ги прекршиле законите и кои што не се однесувале согласно позитивната законска регулатива. Едноставно биле подложени на коруптивни и криминални дејства. Таа мала процентна поддршка или доверба што има во правосудството е сериозен проблем, заради тоа што тоа е перцепцијата која што граѓаните ја имаат во однос на одлуките кои што правосудните органи ги носат за оние прашања кои што се од јавен интерес. Тоа се најчесто за поранешни политичари, за бизнисмени и едноставно преовладува мислењето дека секој што има пари, многу пари, може да си ја купи слободата. А граѓаните сакаат да видат дека без разлика дали е некој политичар, дали е бизнисмен или дали е граѓанин без некаков статус во општеството, дека правдата треба да биде подеднаква за сите. И тоа е најголемиот предизвик кој што треба правосудните органи да го надминат и да покажат дека пред законот сме еднакви сите и дека сите одлуки што ги носат се исклучително според закон без разлика за тоа за кого се однесува.